Голема е тајната на побожноста. Бог се јави во тело. На Божиќ секоја година го прославуваме токму овој чудесен настан. Раѓањето на Синот Божји од утробата на пресвета Марија Бог. Во една пештера во Витлеем јудејски, во времето на римскиот цар Октавијан Август. Споменот за овој настан народот го нарекол со името Божиќ, што преведено од црквено-словенски значи мал Бог, Боженце, Богомладенче, и го изразува она што се случило на овој ден пред 2010 години. Празничното Евангелие ни го укажува и она што Христос уште како младенец, по човечката злоба и гордост морал да го претрпи. Сепак, Богомладенецот Христос, по благата Божја промисла, од засолништето во Египет се вратил во Назарет, закрилуван со мајчинството на Богородица, искриено за очите на светот пораснал, а кога се исполнило времето, на 30 годишна возраст го започнал спасителното дело. И тебе да те познат исток од висините, Господи слава. Почетокот на Христовиот живот на земјата е почеток на новото обновување и се однесува на секого од нас. Празнувајќи го Божиќ, го запознаваме Бога кој постана еден од нас, за да не спаси и да го врати нашето загубено достоинство. Празнувањето трае повеќе денови. Духот на празникот е дух на пријателство, заедница и љубов. Бадникот, соберењето на дабовите гранчиња, се првите во венецот Божиќни обичаи. Многобројните народни обичаи поврзани со паричката во лебот, палењето оган и разните символи и постапки во центарот го имаат Богомладенецот Христос, кој доаѓа во светот, во нашата татковина, во нашите семејства, во нашите души и срца, а ние подготвени го пресретнуваме. Верните кои празнуваат, ова го прават не само со празничната Божиќна Госпа, туку пред се богодолично и богослужбено, учествуваат во Божиќната литургија, се насладуваат со Божјото Слово, се поклонуваат на Богомладенецот Христос и преку светата причест ги примаат Божјиот мир и благослов. 6 јануари – Бадник, 7, 8 и 9 јануари – Божиќ, ден на Христовото раѓање.